Се вративме некои 4 години на временска музичка машина, на почетоците на нашиот Боријан Деспотовски или познат како Бокса периодов. Толку многу млади артисти, продуценти запознавам, што ми е толку многу драго што пак Телма добива една своја некоја визуелна резолуција кај гледачите и да ја представиме целата младешка енергија, така што официјално првпат добро ми дојде во Телма телевизија. Не дека не ти се познати можеби локацијава и овие студија, затоа што еве сами спомена дека тоа што ќе го промовираме днес Солара, практично било снимено во некој од овие студија тука. Беше снимано во Алшар, се вика студиото. Поздрав каде е. Поздрав до Ивица, да. Од Алшар излегуваат доста добри проекти. Да, поздрав до него. Да, тука е снимано супер искуство. Одлично. Бокса, именно да, ова беа почетоци некои пред 4 години каде што се потпишаш како продуцент, меѓутоа верувам дека цврсто дека тоа музиката ја добива својата форма на изразување практично што понекогаш нели те обкружува. Да. И ако те прашам како тебе те наградува во моментот животот и она што те обкружува и го пресликуваш сега во моментот, во каква фаза Бокса се наоѓа? Па би рекол дека Апропо екзистенцијалните прашања зад камери. ја би рекол дека сум во спокојна фаза. Браво. Да. Терам тоа што искрено одам само по филингот, немам некоја, би рекол дека сега, знаеш како само кога ќе почнам да правам музика, одам по go with the flow, знаеш, се одам по филингот како што ме носи. Веројатно во таа фаза која што сум има се одразува во музиката, верувам. Знаеш зашто те прашувам, бидејќи Аба сигурно ги знаеш, институција во музиката и често знаат да кажеме во големите музички академии велат задолжително слушајте ги, обсервирајте ги Аба, за да сватите што значи вистинска музичка литература и архитектура на дизајн на нештото. Бидејќи Бјорн и Бени Улвеос, практично оној тандем кој што се, без девојките кои што ги даваат своите вокални интерпретации, велат дека ако не бил тој посебен остров во Шведска, каде што би биле обкружени со спокојот, мирот и практично да ја гледаат Шведска од многу подалечна, да речеме, перспектива, не би ги направиле денес овие најголеми хитови што денес ги слушаме и во мюзиклите. Знам, и верувам дека тоа има влијание, пошто еве Кање Вест оди во Саудитска Арабија и таму снима албум со Ty Dolla $ign и еве претходно имал одел во Хавај и сите им рекол да се облечат во одело за да се стават во некој муд. Да, сензибилитетот да го почувствуваат. Да. Јас во моментот не можам да си ги дозволам тие луксузи, ама бедрум продусер, што се вика. И тоа нешто ќе донесе практично, добивме ново дело. А знаеш пак од друга страна голем дел текстописците во својот живот ја вклучуваат и поезијата, се поистоветуваат со истата за не знам стекнување некои други интроспективни и длабоки суштински текстови. Тоа е посебен занет, текстописец да видиш и дали те затекнува можеби поезијата или генерално како текстописец, тоа да го пресликаш сега во моментот бидејќи се потпишуваш заедно со Борис. Со Борис, да. Од Дупер, токму на оваа тема. Ова ми беше мојот прв текст за песна и не прв предизвик, first challenge. Да, first challenge и мислам дека добро го решив. Со Борис заедно го напишавме, ми помогна. Немам пишувано текст, ама мислам дека убаво се снајдов и главно беше напишан за Лара, на некој начин, пошто беше од сам старт лутам кога имаше. Извизуализирано беше за Лара, стварно. Да. И мора да ја пофалиме, оправдано одсутна сега некако локвимски недели се, нели? Меѓутоа ќе потсетам дека е дама која што некако ги обедини различни генерации артисти и тоа мислам дека е одлично како за една почетна приказна и на Бокса во случајот, бидејќи ова е прво авторско твое, да речем, дело. Јас и кажав и на Лара, мислам, ми се свигаше пристапот и ми се свигаше како дека даде шанса сепак на некој артист што е продуцент пред се да соработува со него. Кој ти е најомилен процес во создавање на музика? Почеток, опашка, бридж, мостот, крајот? А кој ти е можеби најкомплексен или
најмалку допадлив да речеме во процес на создавање на музика? Кај што знаеш дека треба сега време, енергија и денови часови поминати. Најверојатно дефинитивно тоа ќе речем дека е текстот од процесот на песна како песна во целост. За креирање би рекол дека ми е омилен почетокот кога ќе почнам и тогаш само си одам како ме носи музиката. Имено. А те прашав и на радиското интервју, ме интересира. Не сум доволно ингениозен и толку педантен да сватам што значи точно битмейкер и продукција, бидејќи знам дека постои рекорд продусер, главен продуцент и битмейкер. Ако правиме разлика од битмейкер до продуцент, што е да речеме битмейкер? Оној кој што дава некакви мали постулати или текови во песната, или пак да речеме која носи главната носечка улога во проектот на музиката? Бидејќи во случајот се потпишуваш и на некои своји работи како битмейкер. Да. Битмейкер е ритамот, битот, не знам како да те објаснам, мислам дека битмейкерот има 50% од музиката, од песната, според мене. Пошто тој го создава ритамот, го создава матрицата, ја создава а продуцент, јас не сум толку навлезен, ама како што ти кажав на претходното интервју, продуцент за мене е човек што ќе измикса песната, што ќе ја мастеризира. Веројатно има и дел во музиката, ама порано како ја што знам, било продуцентот правел све. Значи го правел битот, песната, значи како целост, како што објаснив. А денеска, што е како е на некој начин модернизирано, сега има повеќе битмейкери, значи неговата функција само го прави битот, го праќа на артистот. Практично може да ангажираат само како битмейкер во ама песна. Не е ни ангажман, туку е само професијата е така, тоа е професијата. А во случајов ја бев на повеќе позиции, значи бев битмейкер нормално. Ја тоа го ставам во продукција, текст, музика, значи све тоа. Прво дело кај што си било комплетно така, авторски, да. да. Рижа ќе може и спотот со Лара и други инсерти кои што ги имаме за како се вика за бокса. Сега те прашав, верувам дека на твоја адреса пристигнуваат и прашања кога првото албумско EP издание како и да е. Мислам дека голем дел од твоите колеги и пријатели сега некако се насочуваат кон издавање на EP-а, веројатно може и полесно како проект да го издадеш отколку албум. Многу често пак кажуваме дека и денес албумските проекти како да стануваат некако во обливион, во заборов, затоа што се некако се од ден на ден, катадневно се вадат нова музика, ама пак кога ќе го спакуваш во некакво EP албум, знаеш дека бокса во тој период бил во тој сензибилитет, таа фаза на животот таа пропонели и на почетокот. Јас концептот на албум мене многу ми се свиѓа тој концепт, пошто баш како што го објасни, бил во некој филинг или муд и го пренесува. И клучен дел ми е албум каверот, омотот. И тука јас го гледам како целост, значи арт, и после тоа доаѓа музика, значи прва импресија ти е омотот, го отвараш и после се внесуваш во цел муд што јас пробувам да го пренесам. Именно. А албумот како датум не знам, точно не можам да кажам кога ќе излезе, ама дефинитивно работам константно по позадина. Имам чувство дека имаш многу материјал. Имам доста материјал, да. Имаш многу материјал и ќе се свиѓа. Да, доколку во моментов имаш слободни раце. Кои би биле промените кои би ги направил за музичка продукција? Сцена генерално, каде би упатил за белешка, каде би го дал аплаузот кај нас? За општо во генерално целата продукција и сцена кај, да речеме, не знам, претпоставам дека да речеме можеби имаш некоја визија дискографска куќа, продуцентска куќа да отвориш, не знам, значи која би била твоја да речеме задача, она што можеби државата треба да направи како стратегија, да речеме како еден од артистите на сцена? Не знам, можеби повеќе продукциски куќи. Тоа би го
хайлайтнал, а друго... Соработки можеби. Соработки сега се случуваат, искрено гледам дека се случуваат и мило ми е. Музички експорт, она што можеби недостаса, не знам, од тука да се Да, пренесе на други континенти, тоа можеби. можеби на Балканот повеќе би удрил Србија, Хрватска, можеби. Мислам, се слуша, верувам мал дел, еве знам дека Дупер ги слушаат, сигурно од Србија или Хрватска, ама тоа е со тек на време. Пополека гледам и дека србите прифаќаат наша музика, еве Лара, Така, со Пајак, апсолутно, да. што го направи, така да тоа. Супер. Ке ти оставам да ферментира целиот овој сега во моментот сингл. Искрено чекам повторно да се видиме, да се сретнеме. Ти посакувам и албум, ти посакувам и настапи. Фала ти. А во моментот се надам дека целокупно ќе имаме прилика да го слушнеме премиера на Телма телевизија, соработката која што имаше со Лара, одличен радиски хит. На билом радиска тема која што те носи. Верам дека тоа ќе биде и со песната, така што еве за крај, уживајте со Лара и Бокса. Лутам, се слушаме и гледаме утре. Чао, чао. Ако се насмеам, ке сватиш ли, ја само лутам по тебе, ја лутам по тебе. А после толку многу шанси, не секам да губиме време, ја лутам по тебе. Ако се насмеам, ке сватиш ли, ја само лутам по тебе, ја лутам по тебе. А после толку многу шанси, не секам да губиме време, ја лутам по тебе. music.